Дел од европските земји вакцинацијата со AstraZeneca ја ставија на пауза поради појавата на одредени нуспојави кај здравствените работници. Вакви случаи се регистрирани во Шпанија, Германија и Франција, а во дел од научните списанија се појавија и толкувања за негативните влијанија од вакцината AstraZeneca кај пациенти постари од 60 години. Министерот за здравство доктор Венко Филипче во изјава за медиумите го искажа својот став, потенцирајќи дека ја следат состојбата. Сега е период во кој што се повеќе и повеќе информации ќе добиваме и од поединечни земји, од нивните стручни здруженија и секако од производителите кои што ги собираат истите тие информации. За сега не се сменети официјалните препораки од страна на компанијата. Меѓутоа тоа не значи дека ние не ги пратиме извештаите и ставовите на земјите каде што се јавуваат вакви несакани ефекти. Причина зашто не се препорачува на повозрасни граѓани заради тоа што во самите клинички студии многу мал бил бројот на партиципенти од таа возрастна група. Така да се ќе земеме предвид кога ќе стигнат тие вакцини и согласно сите препораки, не само официјалните од производителот, туку и од стручните здруженија на земјите каде што веќе се користи, ќе се направат и нашите препораки. Инаку денеска се одбележува точно една година откако е регистриран првиот случај со коронавирусот во нашата земја. Првиот потврден случај беше жена од Скопје која што престојувала во Италија и во земјава допатувала преку граничниот премин Табановце на 26 февруари претходната година. Со комбе во која имало уште неколку лица. Веднаш беше сместена на интензивна нега во одделот за изолација на инфективната клиника во Скопје.